И кога жената лаже им се чини на другите и незе, самата дека ја зборува вистината. Олимпијада. Глава 6. Во ловечката сала на Миндерлакот седеше Гликера и со презир го гледаше Клитандар, кој попусто се обидуваше да ја поведе со неа разговор. Млада си и убава, пред тебе и днината, зборуваше офицерот. Откако го спаси Калва клучерот од раците на будалата Кора, а кралицата има убаво мислење за тебе. Не разочарувај се. Гликера молчеше. Клитандар се шеташе низ салата, размислуваше што би можел уште да ја каже кога влезе Олимпијада. Младата жена стана и со почит застана пред кралицата. Нека ја штитат боговите онаа која Зевс меѓу толку жени ја одбрал, почна Гликера со звонлив глас. Ние смртните со обожување паѓаме пред нозите на кралицата, луѓето и боговите. Биди горда божествена Олимпијадо, мајко на наследникот на македонскиот престол. Најголемите поети на светот ќе ти пеат панегирици, а сите смртни на кои судбината им доделила да го гледаат твоето лице ќе бидат блажени и на овој и на другиот свет. Кралицата ја слушаше Гликера, воскитувајќи се на зборовите и на начинот кој ги изговараше. Откако фрли поглед на Клитандар, кој стоеше настрана и се стори дека неговото сурово лице не е достојно да слуша пофалби од ваков вид. Офицерот со отворена уста од чудење гледаше дево кралицата, дево Гликера. Олимпијада го фати под мишка и рече: Излезете надвор, овчарот Хем, за твоите тврди уши и дивјачко срце не се вакви зборови. Офицерот ја наведна главата и излезе од салата. Олимпијада седна на Миндерлакот и подмижнувајќи го упади погледот кон младата жена. Умна си и итра, вистинската жена и кога лаже и се чини и незе самата и на другите дека ја зборува вистината. Промашив, помисли Гликера, чувствувајќи како ја удара крвта во главата. Неколку моменти владееше тишина. Слушам дека си од Теба, рече Олимпијада. Од кој род си? Роден брат на мојата мајка бил Епамиднонда. Кралицата клепна неколку пати. Лицето ѝ доби благ израз, усните ѝ се развлекоа во насмевка. Значи блиска роднина на оној Епаминонда, кој на два пати им покажа на спартанските свињолапачи што значи вистинско јуноштво. Си сакала да разговараш со мене. На огништето во ќошот кркореа неколку земјини лонци. Во нив се вареше чорба, вечера за робовите етиопјани, кои се стискаа пред влезот во салата, не осмелувајќи се да влезат додека не излезе кралицата. Пламенот од јасенови пењуки се извиваше и стануваше се посветол, зашто во салата веќе настана мрак. Од подземјето, каде што беа ќелиите, се слушна пиштење. Жените затворенички се тепаа. Пискливите гласови се мешаа со бучната песна на војниците од гардата кралска придружба, кои под големиот ладелник пред касарната се картаа, се смееа и пееа. Си сакала да разговараш со мене, повтори кралицата. Да, онаа ноќ кога ме доведоа овде и ме фрлија во затвор, те проколнував и тебе и целиот македонски двор, зашто моите маки беа неиздржливи. Плачев и се јадосував цела ноќ и дури и предзора ме совлада сон. Одеднаш во темницата блесна светлина. Се сепнав и погледнав. Пред мене стоеше прекрасно момче со стапче во раката. Хермес, помислив и фрлив поглед на неговите сандали. Навистина на сандалите имаше малички крилја. Опфатена од среќа и блаженство, викнав со глас што доаѓаше право од срцево. Ако си навистина гласник на боговите, води ме, зашто мојот животен пат свртал во тегоба и мачење. Одвратна ми е сончевата светлина. Момчето се насмеа и ја отвори својата розикова уста. Не сум дошол да те водам во долниот свет, туку да ти кажам, ќе бидеш срекна ако ја почитуваш кралицата Олимпијада, зашто таа од боговите вдахната. Тоа го рече и го снема. Во затворот повторно стана мрак. Гликера замолча. Срцето ѝ чукаше од возбуда и страв. За момент и светна во главата дека можеби претерала со својата приказка. Фрли косо поглед кон кралицата и пресретна две светли очи. Младата жена затрепери и ја скри главата во дланките. И се чинеше дека Олимпијада ја прободува со својот поглед. Претерав, помисли, а тоа ќе ме доведе до пропаст. Кралицата се подкрена на Миндерлакот и ги рашири раците викајќи: Хермес, гласникот на боговите, Зесов пратеник. Хермес! Гликера стана тресејќи се од возбуда и страв.
и се чинеше дека гласот што го слуша доаѓа од ќошот во големата сала. Очите на кралицата Олимпијада светеа кон одблесокот на пламенот од огништето. Во салата веќе беше темница. Низ отворите на прозорците влегуваа лилјаци и пискајки кружеа низ исчадениот таван. Во ходникот пред вратата стоеа робови етиопјани, не осмелувајќи се да влезат во салата и да ги запалат факелите. Кралицата стана од миндерлакот. Да, рече, јас сум посветена и блазесимо на оној на кој што ќе падне мојот поглед. Дојди со мене, Тебанко. Дојди и не зборувај ништо, зашто нашиот разговор за денеска е свршен. Кралицата тргна кон вратата. Гликера, скршена од возбуда, одеше полека по неа. Сега веќе сигурно дека Олимпијада добила настап на своеверно лудело, не се усуди да го спомне ни својот маж, ни детето. Дворјанката Доротеја добро знаеше дека од затворот на кралицата Олимпијада лесно не се излегува. Во текот на годините, таа била повеќе пати сведок на страшни злоусторства што ги правила кралицата Олимпијада во името на повисоката правда. Така со сигурност сметаше дека со Гликера е свршено, а Филтон е продаден и однесен кој знае каде. Заради тоа, Доротеја го однесе детето на лекарот во својата куќа. Го гледаше грижливо и го засака како да го родила. Но наеднаш, неочекувано, дворјанката се најде во чудо кога дозна дека Гликера е ослободена и дека кај кралицата ужива доверба. Наспроти тоа, Доротеја со право се плаши дека кралицата во настап на омрза, што ја чувствуваше спрема Филтона, може да го убие неговото дете. Исто така, дворјанката, познавајќи го каприцот на Олимпијада, беше уверена дека Гликера секој час може да падне во немилост. Размислувајќи за тоа, добрата жена реши малечкото и понатаму да го крие кај себе и дури ни на Гликера да не и каже дека е детето кај неа. Утредента, по разговорот во ловечката сала, кралицата повика неколку дворјанки и Гликера. Олимпијада беше натажена. Незиното бело лице, како извајано во праски мермер, ги загрижи дворјанките. Божествена, што ти се случило? Праша Доротеја. Бев во градината, тивко одговори кралицата. Моите бели карамфили умреле. Ждребецот што побегна вчера од шталата рече сите ги изгазил. Обрнувајќи се на една дворјанка, кралицата додаде. Повикај ми го Клитандар и конјушерот што ги чуваше вчера коњите во шталата. Дворјанката веднаш се оддалечи, а Олимпијада и се обрна на Гликера. Тебанко, сношти им поверував на твоите зборови, но чувај се, ако ми издадеш, ќе умреш со маки. Се сомнувам во твојата преданост. Зошто би те издал, рече Тивко. Мојата преданост кон тебе ја потикнуваат боговите. Кралицата й се внесе во лицето. Вие, елините ѓаволсти, сте осветољубиви. Сигурно дека се сомневам во тебе. Зошто уште не си ме прашала што стана со твојот маж и детето? Слушнав дека е Филтон продаден во робство, рече младата жена, а за детето не сум дознала ништо. Кралицата извади од вазната на масата една црвена ружа и почна да ја мириса гледајќи понизно во тебанката. Детето ќе го пронајдеме, рече, но тоа нема да живее, зашто неговиот татко е омрзнат од боговите. Оди сега во својата одаја. Во очите на младата жена засветкаа солзи. Заости нешто да каже, но откако види дека кралицата ја гмечи ружата во рацете, помисли дека е опасно што и да е да се рече. Со наведната глава Гликера излезе во ходникот и се упати кон другото крило на дворецот, каде што беше нејзината одаја. Да, елините се осветољубави, шепотеше Патем, и ќе се одмаздуваат. Погледот и застана на еден жртвеник, кој стоеше на ќошот на ходникот. Гликера ги стави трите прста на него и шепна. Ги повикувам сите богови одмаздувачи на помош, а за возврат им го ветувам својот живот. Меѓутоа, кралицата й се обрна на Доротеја. Тебе ти наредувам да го пронајдеш детето и да внимаваш на неа. И чувај се, зашто тебанската змија ќе те изеде кога не се надеваш. Во одајата влегоа Клитандар и конјушерот. Ово е крив ждревецот што го стигна од главникот и што побегна од шталата, рече офицерот. Конјушерот беше снизок, широк во плеките, со голема тракалеста глава, дебели усни и клапушести уши. Поради ушите доби прекар Диота. Првото име изгледаше никој ниту му го знаеше. Конјушерот имаше околу 25 години. Ти си конјушерот Диота, рече кралицата гледајќи во неговите клапушести уши. Јас сум, нека му е слава на кралот Филип. Од каде си? Од Тесалија.
А од кога си на нашиот двор? 2 години, нека му е слава на кралот Филип. Минатата година бев кочиеш на олимписките трки и добив награда. Нека му е слават на кралот Филип. На кралот Филип? А зошто не и на мене? Клепна кралицата. Јас со тебе немам ништо. Кралот е мојот господар. Дрзок си, ја искриви устата Олимпијада. Ете таков сум. Зошто си допушташ дребецот да побегне од шталата? Го изгрзал јажето, нека му е слава на кралот Филип. Водете го, викна кралицата. Нека му удрат 30 камшици на голи плеки. 30 камшици, се изненаде конјушерот. 30 камшици, се насмеја кралицата, и нека му е слава на кралот Филип. Диота заусти нешто да каже, но Клитендър го зграбчи за рака и го одлече од одајата. Тој ден напладне Гликера и дворјанката Доротеја отидоа кон напуштената куќа на лекарот Филтон. Младата жена сакаше да се распраша ке комшиите за своето дете. На поминување покрај дворската штала жените го догледаа полуголото тело на конјушерот Диота како виси врзано за дирек. Плеките на момчето беа покриени со рани од кои течеше крв и се разлеваше по телото. Другите конјушари поминуваа натажени покрај дирекот, не осмилувајќи се да му дадат помош на својот другар, зашто кралицата беше наредила виновникот да остане врзан за дирекот се до зајдисонце. Сиромев ја изгубив свеста, рече Доротеја на поминување. Ако остане до вечер жив, јас ќе го лекувам, додаде Гликера. Доротеја, забрзувајќи го одењето, тивко рече. Ако го излекуваш, пак му нема спас, зашто кралицата сигурно ќе го стави во затвор и во згоден момент ќе го продаде како роб. Пред напуштената куќа на лекарот Филтон се шеткаше стражар. Тој, бидејќи ја познаваше Доротеја, без збор ги пушти жените да влезат во куќата. Гликера, тресејќи се од возбуда, се стрча во собата каде што беше лулката. Празна е, извика, некој го зел детето. Младата жена рикна да плаче. Доротеја почна да ја милува по косата. Не плачи, и поарно е што е земено детето, значи дека е живо, ке се најде. Но кој го зел, кој, кутриот мој малечок Ник, никогаш веќе нема да го видам. Ке се најде, ке видиш, шепотеше дворјанката. Јас ке го барам и ке го најдам. Доротеја помисли, гледајќи ја младата жена како се задушува од плачење и се тресе, да и признае дека е детето кај неа и речеше си заусти да каже, но се сети на страшните зборови од кралицата Олимпијада и замолча. Барај го, ја преколнуваше Гликера. Ако го најдеш, скри го, зашто кралицата ќе го отепа. Божествена господова љубимица и ги пушта своите раце како сенка на невино дете. Крволочен звер, смирувајќи се малку, Гликера рече. Детето има околу вратот сребрено синџерче и на него медалјон на кој е врежан малиот Дионис. На грбот од медалјонот стои врежана буквата П. Тоа му го подари мајсторот Праксител на мојот маж кога се роди детето. Доротеја се тресеше од возбуда. Ќе го најдам, зборуваше, но ти мораш да побегнеш. На Олимпијада може секој час да и падне на памет да те убие или пак да те стави в затвор. Таа е будела, секоја нејзина постапка го покажува тоа. Бегај, тргни се додека има уште време. Гликера ја помилува празната перница во лулката и решително излезе од собата. На поминување досегна од шкафчето едно ќупче со билна маст и го кладе во торбата што ја висеше на рамо. Кога зајде сонцето, конјушарите го одврзаа јажето со кое беше Диота врзан за дирекот. Полумртвото тело го однесоа во шталата и го положија на слама. Стариот Клеомон, главниот конјушар, веднаш почна да му ги мие раните со млеко од кобила. Во тоа време дојде и Гликера и го извади од торбата ќупчето со билна маст. Момчето стенкаше, повикувајќи ги на помош сите богови. Одамна јас решавам да побегнам од овој проклет двор, рече, но бе врзан со наемот за 3 години и не можев. Молчи, рече Гликера, мачкајќи му ги плеките. Најнапред мораш да оздравиш, па потоа помислувај за бегање. Не ми исплатија за 2 години работа, ќе ми пропадне заработката, да биде проклет денот во кој решив да дојдам овде. Гликера му шепна на увото. Ќе оздравиш и тогаш ќе побегнеме заедно, и моето срце е желно за одмазда. Гликера реши да го лекува и клучарот калва, барем дотогаш додека не оздрави конјушарот, сметајќи дека кралицата за тоа време нема да ја гиба. Неговите повреди беа многу потешки. Атлетот од Теба му скрши неколку ребра, па поради тоа мораше да лежи испружен и завијан во долги завој. Освен тоа и десното му беше откинато.
Младата жена, помагајќи му на својот маж во работата, до некаде беше ја научила вештината за лекување. Трудејќи се што поретко да излегува на кралицата пред очи, речиси непрестојано беше покрај болните. Конјушерот го посетуваше во шталата, а клучерот во неговиот ќумес. Еден ден Олимпијада ја повика во својата одаја. Гликера, совладувајќи го стравот, излезе пред кралицата. Го лекуваш клучерот и оној клапуше с конјушер, и рече: Сум известена дека имаш успех во лекувањето. Имам, одговори Гликера, се надевам дека ќе оздрават и двајцата. Олимпијада се играше со еден жолтеникав смок кој беше се извиткал околу незината лева рака. Младата жена со одвратност го гледаше лигавото тело на ползавецот и кочанетите очи околу колку биберово зрно. На подот друг смок голташе жаба очено полек. Задните нозе на жабата претаа се исправуваа и склопчуваа, додека половината тело со главата веќе беше длабоко во устата на змијата. За клучерот сум ти благодарна, рече Олимпијада, а конјушерот ќе оди во затвор што му зараснат раните. Впрочем, наскоро ќе појде од стагира лекарот Филип. Одеднаш кралицата и приде на Гликера, ја помилува по образот и рече: Убава си, Тебанко, можеби ќе те засакам. Оди сега. Гликера си отиде. По неа се упати и Доротеја. Дворјанката на поминување и шепна: Чувај се, нежноста на кралицата на никого не му донела добро. Ти реков дека треба да бегаш. Гликера со благодарност климна со главата и забрзано отиде кон својата одаја на другиот крај од салата. Во ходникот го сретна Клитандар. Тој љубезно и се обрна. Срекна си, Гликеро. Се здоби со наклоноста на кралицата Олимпијада, а исто така и со мојата. Твојата наклоност не ми е потребна, со презир рече Тебанката. Ти ја нудам мојата љубов, се нада офицерот. Ноќеска ќе дојдам во твојата одаја за да ти докажам колку сум ти предан. Гликера ги забраза чекорите. Во својата одаја го затече конјушерот. Ноќеска мене ми е редо да ги чувам коњите во шталата, рече момчето. Згоден момент да побегнеме, додаде жената, но твоите рани на плеките уште не се зарастени. Чувствувам дека ми се поврати силата. Ноќеска ќе побегнам зашто дознав дека кралицата се готви да ме стави в затвор и да ме продаде како роб. Ја прежали в својата заработка од 2 години. Твојата заработка ќе ја добиеш од мене ако стасаме срекнал во тебе. Ќе ти исплатам се, ќе побегнеме заедно. Така ќе биде, рече Диота. Оваа ноќ е најпогодна, ќе приготвам 2 коња надвор пред порта. А стражарот? Праша жената. Конјушерот извади од пазува нож, остар со 2 сечила. Со овој ќе си го пробиеме патот, рече вртејќи си ги очите. Диота ќе се одмаздува. Знаеш ли ти кој ти е најмногу крив? Знам, кралицата, врати момчето. Еден ден и таа ќе го добие своето, а дотогаш ќе го убијам секој кој ќе ни застане на патот. Таа ноќ, пред излегување на месечината, низ ходникот осветлен со неколку факели на десното крило од дворот, помиња конјушерот Диота и влезе во гликерината соба. Младата жена забележа како очите злобно му светкаа, а кон светлината на факелот виде дека раците му се крвари. Го отепав стражарот, рече момчето. Патот е слободен, пред портата за дрвото врзав 2 коња. Тргнувај. Гликера без збор се завитка во наметката и појде со конјушерот. Наеднаш пред нив се појави Клитандарс во оклоп и со шлем на главата. Диота ја тргна секирата од појасот. Офицерот отстапи 2 чекора, но ударот во шлемот одегна низ ходникот. Клитандар се заниши и падна. Момчето почувствува да секирата падна во косо од тврдиот шлем, но плашејќи се да не дојде некој друг, него доотепа офицерот. Претрчувајќи низ ходникот во двориштето, бегалците се мушнаа низ подотворената порта и ги дофатија коњите кои беа надвор врзани за дрвото. Кога побегнаа далеку од градот, за ридот се појави полната месечина. Тогаш Гликера го виде лицето на младиот конјушер. Восхитувајќи се на неговата смелост, им заблагодаруваше на боговите што и даде таков придружник. Диота, рече, се надевам дека нема да ме напуштиш. Додека не се изврши одмаздата, тесалецот Диота ќе биде покрај тебе, мирно одговори момчето. Шибајќи ги коњите до крв, бегалците се оддалечуваа се повеќе од градот Пела.